Civil Media. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zoti Почитувани Derava, присутни, почитуван господин zonja Дерава, dhe zotërinj. дами и господа. Unë jam këtu për të përcjell që Јас сум Alo? тука за да unë jam këtu për të përcjell Prenes. qëndrimet ставовите на алтернатива, што се однесува до изборниот модел и изборниот систем во Република Северна Македонија. Правото да изберете и да бидете избрани lira, demokratike, на слободни, демократски и фер избори е demokratike. темел на демократско општество. Pluralizmi i vendit, Уште од плурализмот на земјата. До денес се разбира дека овие изборни системи и циклуси еволуирале и се подобриле. Поглавном биле исправени, тоест поправени, но никогаш не биле правични за сите представници на политичките субјекти и за сите граѓани на Република Северна, сега веќе Северна Македонија. është një Зошто го велам ова? ose një fakt Се работи за në факт pasqyra дека e qytetarëve apo e popullsisë Maqedonisë nuk имиджот на граѓаните на Република Северна Македонија не го рефлектира, не е рефлектиран на праведен начин и во собранието. Што значи ова? Доколку ние имаме повеќе од четвртина од населението што е дел од албанската етничка заедница, не ја осликува реалноста и во бројот на пратеници во собранието на Македонија. nesi alternativ do Ние како алтернатива би сакале zgjedhore изборниот модел akumulonte gjitha со кој би се акумулирале сите гласови на секој гласач да оди во сметката контото на секој политички субјект. pasqyrën që И kemi të popullatës имајќи ово предвид, состојбата на населението кое што живее во земјата се разбира дека би отсликал многу поправичен модел и поправична застапеност на секоја етничка заедница и комунитет во рамки на земјата. ne themi ose mbrojmë që Ние велиме, односно сме на ставот дека листите треба да бидат отворени kjo me vetmin arsye se përfaqësimi со единствена причина дека состапеноста во рамките на овие листи би бил поквалитетно, со ова би се допринело во натрешната демокрација. Одреден политички субјект, но истовремено ќе brenda kuvendit. ја зголеми квалитетот во рамките на собраните. Свесни сме дека досега како биле листите ексклузивното право им припаѓале во главном на председателите на партии, односно одредени поединци од политичките субјекти. Që edhe me И им било кажано на гласачите дека по нивна волја или без нивна волја ќе бидат застапени од поединци кои не исполнуваат било каков критериум, да не кажам, ниту интелектуален, ниту морален или пак од било кој друг сегмент. Често пати се случува во собранието да имаме atyre bankave të fundit në klasë dhe ne i kemi aty në тие кои што повторувале do të mbronin во interesat од последниот ред во класот да ги застапуваат граѓаните, а моделот на отворени листи би отстранило ваква можност. Значи по преференцијален начин на гласање кој граѓаните ќе изберат кој ќе ги застапува на подостоинствен начин во собранието на Република Северна Македонија. Një tjetër sugjerim që kemi ne si Друг предлог што го имаме ние како алтернатива е одредена појава, односно феномен, бидејќи јас доаѓам од Кичево и во Кичево, како што е состојбата и во Дебар и во Чај. Ние не сме известени дека одреден пратеник од овој град кои граѓани би ги представувал, од која улица би ги представувал, од кое село или кој град. Како резултат на тоа што денес ние имаме неколку изборни единици кои ги делат, ги преполовуваат градовите. Дело од Кичево припаѓа на изборна единица број 5, а другиот дел, односно другата половина во изборна единица број 6. И пратеникот кој доаѓа од овој град, дали ги представува сите граѓани или само одреден дел од граѓаните од овој град. Истото појава е
во Очина и во Дебар и во Чаира, можеби и во други општини, но во главном во овие градови каде што поголемиот дел од населението се од албанско население, ги имаме вака поделено можеби и со одредена цел во главном на политичките поголеми субјекти кои се или пак од македонскиот блок. Како резултат на тоа, ние имаме забелешка и ќе дадам многу конкретен пример од последните избори од 2016 година. Во изборна единица број 2, одреден политички субјекти имаше над 16.000 гласови, не успеа да добие втор пратеник изборите од 2016 година, а во третата, односно другите изборни единици од Источна Македонија имаме пратеници, односно представници на политички партии кои со многу помал број на гласови, со 4-5-6 гласови се избрани како пратеници. А во втората или шестата изборна единица бројот на гласови, тоталниот број на гласови за да се добие мандат е многу повисок во споредба со другите изборни сетова, како што спомна претходен говорник, може би резултат на тоа што изборната единица број 6 е нумерички многу поголема во споредба со други изборни единици, како што е, например, третата изборна единица. Системот со една изборна единица, за што слушаме се промовира и генерално е поддржан од двата најголеми политички субјекти во земјата, доколку би одел во сите настани кои што се појавуваат во Македонија, верувам дека ќе помине, бидејќи на крајот ќе се сретнат двајцата главни представници, лидери на опозицијата и опозицијата и ќе се договорат. Што за жал, ние сепак посакуваме гласот на секој граѓанин, секој политички субјект, секоја иницијатива, како што е и ова, на цивил, ќе успее и не би сакал на крајот да седнат и да се договорат. Само председателот на опозицијата и председателот на позицијата, што досега во главном биле лидерите само на политичките партии од македонскиот блок, да ги донесат сите одлуки за другите политички субјекти, ако моделот со една изборна единица ќе ги акумулира изборите и ќе им помогне и на помалите политички партии да ги соберат пројави гласовите од целата територија. Стравувам дека повторно системот кој што постои, односно моделот во рамките на ова изборна единица факторизира во главном двата најголеми политички субјекти и истите по автоматизам ќе добијат најголем број на пратеници. Јас сметам дека во рамките на овој модел ќе треба веројатно врз основа на Донтовиот систем покрај него да се изнајде друг модел, друго решение во рамките на ова една изборна единица, а не автоматски да се факторизира и бројот на пратеници постојано да се зголема во интерес на само најголемите политички партии. Друго укажување или забелешка која што се докажало дека ги има оштетено помалите политички партии и составот на Државната изборна комисија и другите нејзини нива, било тоа да се општинските комисии или подниските ниво. Ова го велам бидејќи одреден број на членовите на комисијата се пратени од политичките субјекти и оневезможуваат. Досега сме забележили и преку бомбите и од незаконски прислушкуваните разговори како партиите, поголемите партии се договарат, односно партиите кои се во коалиција да се пазаруваат во кое место ќе треба да даде услуга во возвраќање на услуга да се добие друг пратеник или мојот предлог би бил во овие комисии, за разлика дали се локално ниво или општинско ниво, членовите да бидат вработени лица во администрацијата и сметаме дека ваквите комисии би биле многу по-професионални и многу по-објективни. Нема да ги штитат само боите и тесните партиски интереси.
Пожелуваме оваа иницијатива за која што му се заблагодаруваме на господин Тедерала и неговиот ангажман за организирање на оваа конференција, заклучоците од овој состанок да се достават до изготвувачите на законите и до тие кои што носат одлука, да не биде одлука донесено очи во очи, односно само меѓу представниците на главните политички партии. Благодарам. Цивил медија